Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум наставник Радмила Стошиќ од Основното училиште Јан Амос Коменски од Скопје. Денеска по предметот македонски јазик ќе обработиме приказна Дедовата ракавица. Очекувани цели се ученикот да се оспособи активно да слуша приказна, ученикот да ја разбере содржината на приказната, ученикот да умее да извлекува поука од приказните. Пред да почнеме со обработка на нашата приказна, преку игра погоди ја приказната, треба да погодиме која приказна е на сликата. Која е приказната на првата слика? Да, Снежана и 7 џуџиња. Која приказна е на втората слика? Така е. На втората слика е приказната Пепелашка. И која приказна е на третата слика? Браво! Тоа е Петар Пан. Приказната која што ние денеска треба да ја обработиме е Дедовата ракавица. Пред да почнам со приказната, ќе ве замолам да внимавате, затоа што треба да одговориме неколку прашања и од приказната треба да извлечеме некоја поука. Да почнеме. Одел дедо низ шумата, а по него трчало кучето Мурџо. Одел дедо, одел и ја загубил ракавицата. Дотрчало глувчето и прашало: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Видело глувчето, немало никого, влегло и останало да живее во неа. Дошла жабата. Оп, оп, и прашала: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко, а ти кој си? Јас сум жабата Кекерана. Влези, ке живееме заедно. И така сега биле двајца во ракавицата. Скокало зајачето во шумата, скок, скок и прашало: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жабата Кекерана. А ти кој си? Јас сум зајаче Кусо Опавче. Влези, ке живееме заедно. И така сега биле тројца во ракавицата. Дотрчала лиса. Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жабата Кекерана. Јас, зајачето Кусо Опавче. А ти кој си? Јас сум кума лиса, Итрица. Влези, ке живееме заедно. Сега станале четворица во ракавицата. И ете некој трча кон ракавицата и прашува: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жабата Кекерана. Јас, зајачето Кусо Опавче. Јас, кума лиса, Итрица. А ти кој си? Јас сум кумчо Волчко. Влези, ке живееме заедно. Влегол и волкот и станале петмина, а внатре било тесно, немало каде да се свртат. Наеднаш се затресле гранките. Одела мечката, дошла до ракавицата и силно замумлала: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жабата Кекерана. Јас, зајачето Кусо Опавче. Јас, кума лиса, Итрица. Јас, кумчо Волчко. А ти кој си? Ху, многу сте биле. Јас сум баба Меца. Влези, ке живееме заедно. Влегла мечката, станале шестмина, а внатре било тесно. Само што не прснала ракавицата. А тогаш дедото забележал дека му е нема ракавицата.
Се вратил да ја бара. Кучето Мурџо трчало напред. Трча, трча и гледа. Ракавицата лежи и се мрда. Кучето залајало. Аф, 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 се исплашило глувчето. Жабата, зајачето, лисицата, волкот и мечката излегле од ракавицата и се разбегале во шумата. Дедото се наведнал, ја зел ракавицата и тргнал со кучето на лов во шумата. Дали ви се допадна приказната? Сега, затоа што ме слушавте внимателно, ќе одговориме на неколку прашања. Првото прашање. Каде дедото ја изгубил ракавицата? Дедото ја изгубил ракавицата во шумата. Кој прв ја пронашол ракавицата? Глувчето прво ја пронашло ракавицата. Кој се влегол во ракавицата? Во ракавицата влегло глувчето, жабата, зајачето, лисицата, волкот и мечката. Што се случило на крајот од приказната? На крајот од приказната дедото се вратил и си ја земал ракавицата, а сите од неа излегле и се разбегале низ шумата. Знаеме дека секоја приказна си има своја поука. Да размислиме која поука ќе ја има оваа приказна. Поуката на оваа приказна е: биди другар и негувај го другарството. Тоа е непроценливо богатство. За домашна задача, вие во вашите тетрадки ќе ја нацртате оваа ѕвезда и преку техниката ѕвезда на приказната ќе одговорите на прашањата. Одговорите на прашањата вие ќе ги представите преку цртеж. Значи, за секој крак од звездата има по едно прашање и вие ќе одговорите со цртеж. Првото прашање. Кој е во приказната? Второто прашање. Каде се случува приказната? Третото прашање. Кои важни работи се случија во приказната? Четвртото прашање. Имаше ли проблем во приказната? И петото прашање. Што најмногу ви се допадна во приказната? Се надевам дека ви се допадна приказната.